Особено еден од најзначајните настани во историјата на градот е и основањето на Охридската архиепископија во 1019 година. Во вековите наназад, Охрид станува единствен, уникатен пример што во себе обединува и апостолска и рано-христијанска традиција, словенска писменост, византиска уметност, теологија и повеќе од 1000 години непрекинат духовен живот. Чест ни е да го поздравиме и неговото високо преподобие, архимандритот Нектари, игумен на манастирот Свети Наум, како и останатите представници на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Охрид се смета за едно од најстарите духовни средишта на христијанството, а особено во 9 век Свети Климент и Свети Наум Охрид го прават духовен центар на словенскиот свет. Тука се формира Охридската книжевна школа, која има образувано илјадници ученици. Во името на митрополитот Дебарско-Кичевски, господинот Георгиј, имаме прилика да се обрати свештеникот Васил Михајловски. Повелете. Поздравно обраќање на неговото високо просвещенство митрополитот Георги. Почитувани организатори, почитувани професори, учесници на оваа панел дискусија, почитувани гости, представници на јавниот и културниот живот, драги браќа и сестри во Христа. Со особена радост и духовна благодарност, денес се обраќам по повод овој значаен настан, кој со својот наслов, Гласот на вечноста, веќе сам по себе упатува на длабока содржина и на сериозен духовен и културно-историски пристап кон темите кои ги обработува. Охрид, овој благословен град, не е само географска точка на нашата татковина, туку е духовен историски центар кој со векови сведочи за животот присуство на христијанската вера, на писменоста, на богословието и на културната мисла. Токму затоа, секој научен и културен собир во овој град добива посебна тежина и одговорност. Во тој контекст не може се занемари и особено значајната улога на Охридската архиепископија, која со векови представувала духовно и канонско средиште на православниот свет во овој регион. Таа не била само црковна институција во административна смисла, туку жива носителка на преданието, на богословската мисла, на литургискиот живот, која оставила длабоки траги во духовниот, културниот, историскиот развој на целиот православен свет. Преку своето действување, Охридската архиепископија сведочи за континуитетот на верата, за нераскинливата врска меѓу евангелското предание и животот на народите во овие простори. Темата која денес се разработува во рамките на панел дискусијата од апостолскиот почеток на христијанството на овие простори, преку неговото историско ширење во средновековието, па се до неговото духовно значење во континуитет до денес, представува целосен и заокружен поглед на едно многувековно духовно движење. Христијанството како вера и живот не е само историски настан кој се затвора во минатото, туку реалност која продолжува се остварува во секоја генерација. Почнувајќи од сведоштвото на светиот апостол Павле, кој како што сведочи Светото писмо, ја поставува првата духовна врска меѓу Евангелието и Македонија, па се до мисионерската дејност на светите браќа Кирил Методи и нивните ученици, гледаме еден непрекинат духовен континуитет кој обликувал нашата културна и духовна свест. Во тој контекст, Македонија не е само простор на кој се случувале историски процеси, таа е духовна сцена на која се испишувала историјата на цивилизацијска мисија, мисијата на писменоста, на богопознанието и на духовното воздигнување на народите. Особено е значајно што ваквите теми денес не се разгледуваат само во строго научна рамка, туку се отвараат и како прашања за идентитетот, за духовните корени и за континуитетот на вредностите во современиот свет. Во време кога често се соочуваме со заборав, релативизација и фрагментација на духовните и културните темели, ваквите собири представуваат повик кон враќање на изворите. Црквата, од своја страна, секојаш ја нагласува потребата од единството меѓу верата, разумот и културата. Затоа и ваквите научно-културни иницијативи ги доживуваме како мост меѓу богословската мисла и современата академска рефлексија. Тие не се паралелни светови, туку меѓусебно поврзани сфери на човечкото барање на вистината. Посебно сакам да го истакнам значењето на диалогот меѓу различните научни дисциплини, како и улогата на истакнатите професори и истражувачи кои со својата работа придонесуваат за подобро разбирање на нашето духовно историско наследство. Нивниот труд,
освен академскиот придонес, представува и служба кон вистината и кон заедничкото добро. Дозволете ми на крајот да изразам благодарност до организаторите за поканата и за трудот вложен во подготовката на овој настан. Особена благодарност упатувам до сите учесници во панел дискусијата, како и до сите присутни кои за своето присуство сведочат дека интересот за духовните и историските прашања е жив и актуелен. Нека овој собир биде научна размена на мислења, но и поттик за подлабоко размислување за нашите духовни корени, за нашата одговорност во сегашноста и за надежта која носиме во иднината. Со молитвена желба за успех на настанот и за благослов на сите учесници и за духовна полза на сите присутни. Ви посакувам благословен и плоден тек на оваа средба. Бог да ви благослови сите. Ви благодарам.